Колони возила кои се простираат до недоглед, свирење на автомобилски сирени, нервозни возачи и патници. Ова е сликата на голем дел од сообраќајниците во Скопје. Возачите бараат решавање на овој голем секојдневен проблем, а спас од сообраќајниот хаос гледаат во кружните текови. Кружните текови се практика во сите држави, а и кај нас се покажаа како доста ефикасни. Тие се добро решение за поголем проток на возила од класичните крстосници, што го потврдува и досегашната практика. Во град Скопје немаат направено анализи од кои ќе може да се види дали е зголемен или намален сообраќајот на овие места, но според секојдневните реакции на граѓаните и стручната јавност, може да се констатира дека основните цели се постигнати и дека важно е дека е зголемена безбедноста и проодноста на сообраќајот, а истото тоа може да се констатира и за намалувањето на штетните емисии на гасови поради намалувањето на метажот на крстосниците, објаснуваат од градот. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата велат дека предноста кај кружните текови е во тоа што не го задржуваат сообраќајот. Тој е во постојано движење, па за 1 час може да поминат многу повеќе возила отколку на крстосниците со семафори. Покрај тоа, предноста на кружните текови е што возачите ја намалуваат брзината и даваат предност, што ја намалува веројатноста за сообраќајни незгоди, велат од Републичкиот совет. Граѓаните исто така се задоволни од кружните текови. Тие набројуваат повеќе предности како поголема безбедност, зголемен капацитет, намалување на времето на чекање, заштита на околината, естетика и заштеда на енергија, бидејќи нема семафори што трошат струја. Одличен пример за тоа се големиот број кружни текови, кои изминатиот период се изградија во Скопје. Како најпроблематични граѓаните ги посочуваат булеварот Александар Македонски со улицата 808, односно кај Шумарскиот факултет во Скопје, каде што се создава голем метеж, а бараат изградба на кружни текови и кај Мавровка и Саем. Дали градот има во план да започне со изградба на кружни текови, го прашавме градоначалникот Петре Шилегов, кој најави градежни активности кои ќе се одвиваат во Бутел, во близина на Средното економско училиште Арсени Јовков. Во зависност од тоа каде се наоѓаат, бидејќи постојат и определени стандарди, во Чаир кај поликлиниката и Средното економско Арсени Јовков во текот на оваа сезона очекувам дека ќе започнеме со една изведба на кружен тек, а за неколку од поневралгичните точки во нашиот град предвидуваме поинакви сообраќајни решенија и зависно и од финансиските средства кои што ги имаме ќе влеземе во нивна имплементација. Неодамна беше најавен и нов монтажен кружен тек на раскрсницата помеѓу улиците Орце Николов и улицата Аминте III, поранешна Ленинова, со што се очекува да се реши сообраќајниот хаос во Дебармало, а во очекување сме и на конечно финиширање на градежните работи на кружниот тек на последната автобуска постојка на број 24 во Киселавода. Сепак, кружните крстосници не се целосно решение, туку привремено. За целосно решение мора да се растерети сообраќајот со изградба на нови булевари, бидејќи возилата се концентрираат на одреден булевар и настанува хаос. Доколку би имало повеќе булевари, масата од возила ќе се распредели и ќе се растерети и сообраќајот, сметаат дел од граѓаните.